ви државјанство српско. Така да сега имам 2 бескорисни пасоша. Се шалам, не се бескорисни. У Грчка идам со српски, у Хрватска со македонски. Кај си пошол? У Бугарија не идам. И ова е мал фрагмент од сето она што можеше да го слушне скопската публика изминативе неколку денови и воедно најава на гостинот кој што го имаме во студиото 3 на македонската телевизија. Кога ќе го испишете неговото име на Google пребарувачот, ќе ви пристигне ваков резултат. Миша Бабич е стендап комичар од Скопје кој што живее во Белград. Македонски има заборавено, српски никогаш не научил, значи зборува кумановски. Ако сакате абстрактен хумор и игри со зборови, тогаш неговото шоу е шоу за вас. По настапот во Скопје, а пред Куманово го имаме во Македонија. Наутро, добро утро, Мишо, добре ни дојдовте во утринската програма. Добро утро, добро ве најдов и фала што ме повикавте. Каква публика се скопјани, како поминавте во Public Room? Па ова ми е тек втор настап во Скопје, така да не знам дали би можел да кажам каква публика се скопјани, а поготово што на настапот дојдоа сите мои блиски и роднини, пријатели, така да не знам дали би можел да кажам глобално Скопје каква публика. Да го преформулирам. Али да, не беше, да кажам вака, нескромно, одлично беше шоуто, супер си поминавме сите и се надам дека и на другите шоуа која нема да има во публика толку луѓе што ме знаат, дека и нив ќе можам да ги насмеам. И сега ајде да објасниме релацијата Скопје-Белград, па и стендап комедијата. Израснати сте, велите, во центарот на Скопје, на 18 години се селите во Белград и тоа е недалеку што вашата мајка ви дозволила да поидете. Таму завршувате факултет смер информациски технологии, не знам каква е конекцијата со стендап комедијата, вие ќе ми кажете, за кој подвиг ви биле потребни 7 години. Заокружено. Да, за така. По дипломирањето правите одлука дека сакате да не сакате да имате пари, па не требаше тоа да напишам. Програмер станувате стендап комичар. Она што ме интересира, хуморот го има во секојдневието, апсолутно и во биографијата и во секојдневното ваше функционирање, затоа го споменав и овој сегмент. Како почна приказната со стендап комедијата и зошто не информациски технологии, а 7 години се трудевте да завршите? Да. Па да кажам дека не го избрав сам тој факултет. Јас повеќе сакав некоја си уметност, глума, режија или пишување. Пишувањето ми е се уште прва љубов. Ама моите рекоа биди паметен, сега парите се во програмирање, иди заврши го тоа и после прави што сакаш. И така и се случи. Го завршив тоа малце со додадени 3 години на бунт. Еве ќе видите сега вие дали ќе студирам како што треба. И после тоа кроз секакви перипети, на крај се пронедов и во пишувањето и во комедијата. И сега ова ме буни, велите, не сакам да имам пари, па станувам стендап комичар. Меѓутоа, ова го работите извесен период. Тоа значи дека се живее од стендап комедија. Само сакам да кажам дека тоа го напишав како фора, сакам да имам пари, бидејќи сите ми го спомнаа и не сакам во универзумот да оди порака дека јас не сакам пари. Затоа што програмириве се другата страна на приказната. Така, тоа е мојот значи. За сега мојот стендап не е до точка на да можам да се издржувам само со стендап. Јас си работам и наративен дизајн, пишувам сценарија за игри, видео игри. Ама би сакал во некој момент да биде стендапот доволен за само него да можам да го работам. Секако би правил и други работи од страна, ама да биде на ниво да може да ме издржува сам по себе. Изминатиот период станува многу атрактивен, доаѓа дури стендап комичари од цела Европа кај нас и забележувам дека салите навистина се преполни, што значи дека и на нашите граѓани им недостасува хумор и сакаат добар хумор. Препишуваат ли стендап комичарите едни од други, постои или некој кој што ви е посебна инспирација? Едно е препишување, друго е инспирација. Препишување е нешто што е ептен забрането во стендап комедија, значи комичарски текст мора сам да биде лично напишан и сега кој како му пристапува, дали од своје искуство, дали ќе филозофира нешто, дали ама мора да биде напишан од себе, а дали луѓе крадат едни од други, па преведуваат, некој знае шпански, па се случува и тоа и да, колку сакате за жал, па има и светски примери. И не е интересно, ако сме реални, да. Мислам интересно е додека не се дознае дека е украдено. А за инспирација, да, сите меѓу себе се инспирираме и поготово нели светските, америчките комичари кои каде што и почнала стендап комедијата. За мене лично Луи Си Кей, Бил Бур, Шейн Гилис, Норм Макдоналд. Што од секојдневието ви е најголема инспирација за хумор?
Па најчесто некој мој... Инспирира ли воопшто секојдневието? Па моето секојдневие мене ме инспирира. Јас мислам дека живеам некако малце одвоен живот од некако нормативното секојдневие. Мене ми се случуваат ситуации што јас викам ова би требало во книга да го има. Некако и така си црпам од личното искуство, од некои своји мисли што ги имам за светот, за случките околу мене, па тоа го поврзувам некако на начин да има некој си мој личен допир, коментар, да биде питко за публиката и да биде смешно. Голема енергија трошите создавајќи и креирајќи хумор за нас. Што вас ве смее во секојдневието? И тешко ли е човек да ве насмее? Не, воопшто. Јас се смеам на све и кај што треба и кај што не треба. А најсмешни ми се кога ќе се насмеам сам себе си, кога нешто ќе направам некоја глупост, ќе ми падне нешто, ќе се чукнам со глава кај што не треба, или кога ќе си кажам нешто што не сум очекувал дека ќе си го кажам. Кога со гласовите во глава, кога они ќе ми кажат нешто што не го очекувам, тоа ми исто многу смешно. И нормално, нели, во дружење со луѓе кои многу од моите другари се многу смешни и со нив импровизации за ситуациите што не окружуваат, за моментот. Настапувате и тука, доаѓате, но и во Србија и сега чисто кога ни доаѓаат, да речеме, различни уметници во утринската програма, ги прашувам каква е врската во поглед на настап пред домашна публика, дали тремата е поголема бидејќи нели секогаш кога си дома е малку потешко и сите се согласуваат со тоа дека навистина одговорноста пред домашната публика е многу поголема. Какво е вашето чувство лично кога доаѓате на настап овде? Јас сум имал само 2 настапи во Скопје, сите други повеќето во Србија, сум бил малци во Прага, Варшава, ама јас би рекол дека никогаш не сум имал помалце трема него во паблик рум пред некој ден. Нели? И јас би рекол дека требаше малце да имам трема повеќе. Малце бев премногу самоуверен, така да тоа го приметив кога го гледав после видеото. А вечерва за Куманово? Вечерва за Куманово ќе ги земам, ќе го изгледам пак настапот и ќе ги додадам тие работи што ги заборев да ги кажам во паблик и овие некои што сметам дека малце подобро сум можел да ги направам, ќе ги изменам и вечер со малце подобра верзија на текстот. Вечерва сте во Куманово, прашањето ми е дали се уште има билети за Куманово? Какви ви се информациите? Знам дека за паблик рум последно беше се исполнето. Да, паблик рум беше sold out, за вечерва во Куманово немам информации. Се надевам дека ќе биде исто така распродадено. Верувам дека ќе биде така и сега виднеш по Куманово за брзо се враќате повторно во Србија. Ама знам дека и таму агендата е полна. Па да, во Србија секоја недела имам по неколку настапи, обично тоа не се шоу, нели, open mic каде што може било кој да дојде да настапува и таму обично се проверуваат фори, па интеракција со публика, така тоа е на пример настап со помалце овака не вредност, туку битност или гравитас, да кажам. А има и шоа, нели, као двајца, тројца, па тука се плаќаат билети, се очекува повеќе публика и подобар треба бидеш таму, идеш со проверен материјал и така натаму. Така да сакам да кажам, секоја недела имам неколку open mic-а и по едно шоу, така што сега следно во Нови Сад на 18 мај со мојот колега Бранко Крсмановиќ од Сараево, Србин, имаме дуо шоу, се вика Фараони, како фараони, само фори. Така. И кога можеме повторно да очекуваме нешто, наслушнав дека може би летово на некој од културните лета повторно ќе ве гледаме, но не добив точна информација. Можеме ли немаме се уште информација? Јас се уште немам, ама да кажеме дека тоа е отворено и како некоја прилика и шанса во блиска иднина да се вратам повторно да настапувам во Скопје и во Македонија. Јас сум нормално отворен за тоа. Кој да води некаков фестивал, има прилика за стендап, може да ме викне, ќе се договориме. И па тогаш ќе најавиме со време само, за да може да си набават билети сите оние кои што ќе сакаат да дојдат на стендап шоуто, затоа што ова е нешто што навистина не сме да се пропушти, секогаш не е потребно, особено во тешко во секојдневие, добар хумор, а таа привилегија вечерва ќе имаат Кумановци. Да. Ви благодарам, Миша, за гостувањето во Македонија наутро. Убав помин вечер во Куманово, па се гледаме на следно доаѓање. И да ми дојдете на следниот настап. Секако, да, ветуваме. Благодарам многу.